Задоволство ми е кога имаме вакви убави проекти, кои што денеска ќе ги презентираме вака официјално. Иако во исчекување бевме, се работеше на проектот, приказната продолжува, се вика проектот, кој што Скопскиот плански регион го реализира во соработка со општината. Ѓорче Петров, ќе слушнеме и кои други подпомогна во реализација на проектот, во кој што едно старо училиште во Кучково, колку старо? Многу старо. Тоа е тоа што сакам да биде вниманието, затоа што станува збор за едно навистина старо училиште, еден историски култен објект кој што ќе премине во историски култен објект, прерасна во регионален центар, кој што ќе се грижи, ќе ги ресоциализира, ќе им овозможи едно место и за третман и за социализација, дружење на сите оние млади херои кои што ги победија малигните заболувања. Сега, повеќе на оваа тема од нашите, се разбира, гости во продолжение. Од десна страна Розита Арсовска, таа е директорка на Центарот за развој на Скопски плански регион, а до неа е Ирина Тростјанска, може да кажеме дека координатор на проектот Приказната продолжува. Добро утро. Добро утро, ви благодариме на поканата. Се надевам дека вакви проекти ќе бидат поттик и за другите плански региони, особено за вакво нешто. Можеме да го представиме Скопскиот плански регион. Која е вашата мисија, која е вашата визија, Розита? Скопски плански регион, Центарот за развој на Скопски плански регион е оформен во 2009 година. Во мај тоа е еден од 8 центри кои се оформени во Република Македонија. Целта на Скопски плански регион е заедно со општините да им овозможиме на граѓаните и да одговориме на нивните потреби за подобар и поквалитетен живот во самите општини, а со самото тоа и ќе се развивање на Скопскиот плански регион. Центарот е веќе 15 години, има 7 вработени, работи, помага заедно со општините за да им помогне за подобро да се развија. Имате добра комуникација со општините? Да. До сега имавме за овие добра комуникација и затоа се трудиме заедно со општините да го по центарот да го поттикнеме меѓуопштинската соработка на општините. Заедно со општините планираме, реализираме проекти кои што се финансирани од странски и домашни донатори. Учествуваме заедно во прекограничната соработка со Република Косово, кај што и Република Србија. Заедно со бизнис секторот планираме го јакнеме јавното приватно партнерство, кај што со тоа ќе се овозможи на општините за да се развие економскиот развој во тие општини. И најмногу што обрнуваме внимание е намалување на диспаритетите помеѓу руралните и урбаните средини. Ирина, само кратко, пред да ја повикаме колешката Анита Никушева Јованчев, како вие го доживувате проектот Приказната продолжува како координатор, бидејќи тоа е една прехумана, најхумана мисија што ја имате? Добро утро и од мене. Ви благодарам на поканата. Значи, јас како координатор во Центарот веќе повеќе од 10 години искуство. Можам да кажам дека овој проект ми е особено драг, бидејќи не поради тоа што се работи за неубави работи, наспроти тоа ја гледаме убавата страна од проектот, значи дечињата, односно оние дечиња кои се избориле од малигните заболувања, до сега можеби навистина биле заборавени, а од сега ќе имаат можност тие недостатоци што им биле при лекувањето да можеме да ги надокнадиме баш токму во овој центар. Со оглед на тоа дека центарот не е само за дечињата, ќе биде сместувачки капацитет и за родителите кои сакаат да бидат дел од таа нивна рехабилитација. Значи, овој центар има можност да згрижи 15 дечиња со по еден родител од фамилијата. Ќе зборуваме подетално за истото, особено ме радува, повторно ќе кажам дека станува збор за реконструкција на веќе постоечки објект, повеќе од 100 години.
Моје Ѓорче е слоганот на општината, па да видиме што ќе кажат оттаму. Градоначалникот Александар Стојковски е заедно со Анита Никушева, Јованчев. Да видиме како во Ѓорче се доживува се тоа. Ани, добро утро. Како е на другиот крај од градот, Ани, ова утро? Поздрав до тебе и до сите гости во студиото, поточно од твојот крај, како што спомена и ти, од другата страна на Скопје. Општина Ѓорче Петров успешно ја продолжува приказната и токму основното училиште старото основно училиште во селото Кучково ќе биде пренаменето за сите дечиња кои што успешно завршија битката со карциномот за нив и за нивните семејства. На оваа тема утро разговараме со градоначалникот Александар Стојковски. Добро утро, како сте трова? Добро утро, Ани, добро утро и до Бранко. Одлично утро, добро е што го стартуваме со вас работно, како и сите денови изминати и да соопштиме убави вести за жителите на Ѓорче и за пошироката јавност. Да, ово може да кажеме дека слободно ќе биде втор дом за сите дечиња кои што успешно завршија битката со карциномот. 20 дечиња заедно со нивните родители ќе имаат можност да бидат згрижени во овој центар. Па така, видете, ние тргнавме од таа една благородна идеја. Тука имавме и поддршка од невладината организација САНО на самиот старт. Проектот го реализиравме преку Скопски плански регион и мислам дека идејата беше уникатна и такво нешто од овој тип како центар за ресоциализација, повеќе би го кажал, за едно дружење на децата кои што го победиле карциномот, таа опака болест не постои никаде во регионот. Еве на наше задоволство, после неколку продолжувања, да кажам, ги завршивме градежните работи околу самиот објект. Останува некои работи кои што треба да ги уредиме, но сепак тргнавме ние со една желба, една идеја да дадеме нова надеж, да дадеме нови можности за психосоцијална поддршка, за дружење, за враќање во нормалните активности, па и образовна улога ќе има тој центар каде што тие дечиња во различни групи ќе престојуваат и сакаме да создадеме едно уникатно искуство кое што ќе користи не само за децата од овде, бидејќи центарот е регионален. Планот ни е да вмрежуваме вакви организации, да има присутно дечиња, да кажам, од регионот, бидејќи тоа треба да биде и функцијата. И еве можам да кажам слободно дека идејава сме ја презентирали и надвор и веќе работиме на уште еден проект кој ќе се надоврзе на проектот Приказната продолжува. Така да ќе има интерес, ќе дадеме нов живот на новој објект, нова старо училиште што е повеќе од 100 години таму веќе на таа локација, да повторно детскиот жагор го вратиме во овие простори и да биде едно позитивно искуство кое што се надевам дека ќе биде применето и на други места, не само во државава, туку и надвор. Ве прашувам како лекар, колку е битна поддршката на овие дечиња? Споменавте ресоциализација, односно дружење со сите врсници и дечиња кои што ја поминали истата битка. Па видете, исклучително е важно за секој еден индивидуа, посебно за луѓето кои подолго време постојувале во болнички услови. За жал, природата на болеста е таква да не знаете колку време ќе се задржите. Некои дечиња се со години, некои се со месеци, некои се и со години на континуирана терапија и медицинска поддршка, така да мислам дека ваквиот начин малце ќе им го разведри секој невието и едноставно ќе имаат услови, па да се дружат со тие дечиња, бидејќи тие додека престојуваат таму и се здружуваат со дечињата со кои престојуваат во еден поинаков амбиент, поприроден, да кажем, со подобри услови за пред се другарување, да заборават на она што било, затоа што колку побрзо ги воведете во нормалните начини на функционирање, толку побрзо тие трауми, мислам дека ќе изгледат. Битна е многу поддршката. Ние како општество во повеќе наврати гледаме дека сме сепак дека има добра намера и дека луѓето се поддржуваат и кога треба да се собираат донации и средства за различни типови на лекување. Меѓутоа, ваков тип на поддршка до сега не сме имале. И еве се овак нека биде апел до сите и општествено одговорни институции и до други невладени организации кои што сакале понатаму да соработуваат на овој. Ние сме отворени да го изнајдеме правиот модел на одржливост на самиот објект и да прерасне во една навистина уникатна институција.
понатаму, која што нормално би била под капа на општината, во соработка со други надворешни фактори, министерства, невладин сектор и све, за да биде навистина нешто што ќе биде баш природен начин на функционирање на овој објект. Споменавте групна индивидуална терапија за овие дечиња, меѓутоа и голем број на спортски активности. Така, да. Значи, во делот сега работиме во моментов први на доведување на дворот го уредивме, да речам, една нулта позиција, бидејќи беше навистина во исклучително лоша состојба. Во наредниот период хортикултурно го уредуваме со сите тие системи и секако дека ќе имаме и спортски содржини во самиот центар и игралиште за прилагодено за различните возрасти на дечињата. Така да не само ова во иднина планираме проект тука за поголем спортски центар во Кучково, кој што не само за овие дечиња ќе биде во функција за целиот град Скопје практично, затоа што водно е добро, меѓутоа нема толков капацитет, да кажам, и нема такви услови како што имаме ние во Кучково. Да ги споменуваме сите кои што се директно вклучени, така. Вие изминатиот период направивте увид заедно со министерот за локална самоуправа Перински. Така. И кој уште беше со вас? Па вака јас би ги истакнал тука особено да ги поздравам, видов дека се во студио луѓето од Скопски плански регион, Центарот за развој на Скопски плански регион, директорката Розета и незиниот тим кој што од самиот старт се вклучени во делот на апликацијата, да кажам, на проектот и не водеа низ проектот, веќе сепак имаат искуство. Поддршката што добивме од невладината САНО, добивме поддршка во текот на апликацијата и од други скопски општини, општината Бутел, општината Карпаш, па и од градот Скопје. Добивме поддршка за реализација на овој дел. Финансирањето беше преку Министерството за локална самоуправа и Швајцарската агенција за развој и општината Ѓорче Петров. Вкупната вредност на проектот беше негде приближно околу 400.000 евра и сите со различни удели во ова учествувавме финансиски, но сепак морам да ја истакнам големата посветеност и јавно се заблагодарам на тимот овдека од општината Ѓорче Петров во делот на урбанизам и тимот во ЛЕР, кои што вложија надчовечки напори и знајдоа многу решенија во текот на градот, бидејќи сепак искуство во реновирање на ваков тип на објекти претходно и не сме имале. Ние ниту па можевме од некаде да исцрпиме. Да, убаво кога се подаде рака и кога ќе се помогне онаму каде што не е потребно. Благодарам на одвоеното време. Се надеваме дека наскоро конечно сите дечиња ќе бидат дел од овој центар и се разбира ќе ве посетиме таму. Благодарам многу. Благодарам уште еднаш. Студио. Ани, благодариме, Ани, и ние другите сме граѓани, може така да кажам. Колешки, извинете. А само тебе те пофали, ние од другите општини. Бидејќи само мене ме поздрави граначалникот, е вака Ѓорчевски нека се покаже и нека испрати еден подарок за нашата дама во студиото која се почувствува запоставена да видат какви кавалјери сме ние од Ѓорче Петров. Од исто општина сме јас и Ани, ние сме исто граѓани. Ани сигурно ќе се добие подарок, бидејќи таму. Добро. Да. Ние сме дарежлива општина. Благодариме, Ани, во секој случај. Благодариме, да, за јавувањето колешката Анита Никушева Јованчев за важните поенти на проектот Приказната продолжува со Ирина Стросјанска за тоа како дојде до овој проект, инаку прв во регионот и особено ми е чест и гордост, еве затоа сакам да го потенцираме тоа дека ние сме први во регионот со ваков центар. Така, први сме. Да. Вака, проектот произлезе од регионалните форуми на заедницата, што беа проведени од страна на Центарот за развој на Скопски плански регион преку Швајцарската агенција за обнова и развој. И токму на тие форуми, како инструмент со кој граѓаните и сите засегнати страни имаа можност да изразат своји потреби и желби, приоритети и зазема активно учество, по пат на гласање беше изгласан токму овој проект Приказната продолжува, кои навистина присутните на тие форуми можеа да забележат дадо акцент на еден ваков значаен објект. Овој проект беше заеднички предлог на невладината организација САНО и општината Ѓорче Петров. Со тоа што целта на проектот е да им се овозможи на децата по долготрајното лекување од малигните заболувања, што полесно и побезбелно да се интегрираат во својата средина. Инаку, можеме да кажеме дека... Еве гледаме и фотографија од тоа како се е подготвувало. Процесот на реставрација на старото училиште. Ова училиште од 1921 година
и една одлична локација во Кучково на 600 метри над морска височина. На чист воздух. Тоа е тоа што треба. Едно од најубавите места во Скопје. Еве гледате како изгледа на сега. Скопје, сепак е во Скопје. Да. И можеме да се гордееме што сме еден од ретките градови во светот, ако не и единствен, со толку ритчиња, врвови, високи места, со река низ центарот на градот, со водно во централното градско подрачје и така натаму и така натаму. Розета, сакам вас да ве прашам едно прашање во однос на овој проект. Дали ваквите хумани проекти будат посебни емоции, без разлика што нели имате план и програма, меѓутоа дали му се посветува посебно внимание на еден ваков проект? Да. Не само овие секој проектите кои што се доследно и професионално сигурно, меѓутоа ова е некаква посебна доза на емоции. Посебна доза заради тоа што, како што кажа Ирина, Министерството за образование немаат некој протокол како ќе се понашаат, како тие децата ќе ги вклучат после подолг период на лекување. Но не само тоа, центарот, особено во полето на социјалата, реализираше многу проекти, кај што посебно сме горди, така го направивме детското и инклузивното детско игралиште во општина Карпуш, каде што сите дечиња, децата со посебни потреби и нивните врснички ќе можат заедно да се играт и да се дружат. Понатаму во општина Гази Баба го направивме дневен центар за деца со посебни потреби. Тој е повеќе наменет за децата кои што се со еден родител, самохран родител, кои што немаат време каде да нема да можат, не знаат каде да ги остават своите деца, а свој дневен центар може да ги остават дечињата и понатаму да си ги завршат работите. Центарот посебно е осетлив кој имаме вакви проекти, се трудиме да вложиме, да дадеме колку што можно повеќе, дали преку наши грантови, дали преку меѓународни фондови, но гледаме до сега додека сме имале вакви проекти, сите сме ги реализирали. Исто на крај во општина Петровец изградивме детска градинка со сензорна соба за децата кои што имаат проблем со аутизмот, со оштетување. Има и многу други проекти кои што центарот наброев само неколку. Само неколку, да. Ирина, како ќе функционира овој центар? Особено ме радува тоа што и родителите ќе бидат вклучени на крајот од денот и нив им треба меѓусебна поддршка, ресоциализација, да си ја споделат маката и тагата со кого ако не со некој кој што истото го поминал. Така, овие дечиња ќе имаат можност, вклучена ќе биде и медицинско-физичка поддршка, ќе има волонтери кои ќе работат преку невладината САНО, кои веќе го имаат поминат од тој долг процес на рехабилитација од малигни заболувања и токму тие ќе знаат што им треба најмногу во однос на грижата на тие дечиња што ќе престојуваат во центарот. Физичката кондиција често се намалува кај тие дечиња и за кратко време по лекувањето на малигните заболувања речиси не можат да се вратат во нормалниот, да го наречам, живот. Па така, ова... Тоа си мали дечиња од кои што и се очекува да трчаат, скокаат. Така, предвидено е исто така во тој големо пространство од двор што го има објектот, да има и луѓашки, и спортски терен, и едукативни програми кај што ќе можат да се рехабилитираат дечињата кои ќе бидат сместени во тој центар. Очекувате наскоро да почне со работа? Да, наскоро. Се надевам дека ќе имате вакви успешни проекти. Набројавте неколку, нешто да не подготвувате сега повторно? Да, моментално подготвуваме проекти за прекогранична со Србија, кој што веќе е аплицирано. Освен што спомнавме во полето на социјалата, центарот реализира и голем број на проекти во други области, согласно с нашата програма која што е и акциониот петогодишна. Таа е во за прекогранично со Србија е во полето на зачувување на културното наследство и туризмот. Сега го реализиравме проектот за инфраструктура и поставување на урбаната опрема и осветлување во локалитетот Таурисиум, кој што исто значаен културно наследство на
Скопскиот регион. И тука е родното место на Јустинијан I. Со ова продолжуваме понатаму. Ова е еден интересен проект. Не би сакала с кој што аплициравме да откриваме. Малку идеме со напредно, со дигитализација, каде би можеле луѓето не само со ова, со 3D димензии да можат да го почувствуваат тој период. Само ако се оствари тој проект ќе биде... Тоа е нешто што еве сега ви закажувам веднаш кога ќе се оствари. Средба, да го Исто презентирате. така во моментот го реализираме проектот преку Падрион, таа е транснационална. Таа е од оваа година се отвори програмата и работиме на полето на дигитализација. Посебен фокус ни се жените, за да ги спремиме да видиме кои проблемите, зашто толку помалку се вклучуваат во дигитализација. Проектот трае 3 години, вклучени се 8 земји, лид партнерот ни е Италија, па се надеваме дека и тука ќе имаме успешна. Нормалните други проекти кои што соработуваме со општините се тековни, кои што гледаме да бидат на регионално ниво, каде што бенефит ќе имаат повеќе од 2 општини. Италија земјата каде што дамите исклучително се ценат. Не случајно е лидер во тој проект. Ви благодариме. Вам две прекрасни дами што дојдовте денеска, што дојдовте време. Ви благодариме што работите на овој и на вакви проекти затоа што му се потребни на ова општество. Ние